Добар ден на сите. За жал, од оправдани позитивни фамилиарни причини не сум во можност да присуствувам во Охрид оваа година. Се надевам дека како новопечен играч во берзанската индустрија во Македонија, до година ќе имам таа прилика да се дружам лично со сите вас. Моето излагање, моето видео е моето искуство околу, за жал, неуспешното прво IPO во Македонија кое се случи оваа година. Swotmaster, фирмата собственик на платформата Glay, е формирана 21 година, се собравме четворица партнери, значи уште од старт не беше тоа некој едногаздински проект, туку беше проект кој влеговме сите четворица со цел да покажеме proof of concept, дека и во Македонија може да екзистира стриминг платформа налик на сите светски стриминг платформи и одредени регионални платформи, која платформа ќе обедини македонската продукција, ќе понуди детска продукција на македонски и албански јазик и сето тоа во една дигитална современа форма, распослано на паметните телевизори, на паметните телефони и нормално на компјутерите. Од старт беше идејата да се доколку се докаже дека може тој концепт целиот да функционира, да се побараат дополнителни партнери, дополнителни инвеститори, да се отвори вратата широко за да влезат и други инвеститори кои ќе ги привлечиме на оваа тема. Брзо беше успешен, да речем докажано, после неполна прва година од постоењето на комерцијалниот старт на Glay, се види дека тоа и како може да функционира и тргнавме многу брзо во потрага по дополнителни инвеститори. Накратко тука се соочивме со она што го знаеме сите, дека овие некакви инвестициски фондови кои вложуваат во стартапи и во да речам по ризични фирми веќе престанаја да постојат во Македонија или беа на ниво кое е мало, веќе згаснуваат. Поединечни инвеститори исконтактиравме доста од нив. Не успеавме, за жал, да убедиме некој од нив. И таму неде крајот на 23-та година ни беше презентирана ова идеја со берзата и со IPO-то и со барање на дополнителен капитал на берза. Од прилика приказната беше презентирана од една брокерска куќа, која после беше и се јави како покровител на целиот процес, и приказната беше ваква: дали сте вие спремни? Првото прашање што ни беше поставено е дали сте спремни да споделите собственост. Ние, како што ви кажав, рековме да. И второ, дали сте спремни за многу потранспарентно работење? Ние немаме проблем, апсолутно, и така нашата функција е комплетно јавна и на тоа прашање исто се одговори со да. Океј, ако сте спремни, тогаш имаме ваква идеја. Вие да се трансформирате во АД и да одиме низ процес на иницијална емисија на хартија од вредност. При тоа ние имаме, не знам, икс илјадници клиенти кои преку нив контролираме десетици милиони портфолио, евра, зборувам, десетици милиони портфолио, и наше мнение е дека овој проект ќе биде интересен за нашите клиенти и дека лесно ќе убедиме 1000 до 2000 наши клиенти да инвестираат по X пари, во Glay. Океј, тргнавме од таа идеја, бевме во Комисија за хартија од вредност,
Бевме во македонска берза и станавме членки на Бум клубот. Видовме дека тоа во Бугарија функционира, во Хрватска функционира, знаевме дека кај нас берзата е таква каква што е. При тоа сите тие финансиски стручњаци кои ги контактиравме, со кои седевме, се консултиравме околу се тоа, сите ја поздравуваа идејата и викаат на македонската берза и требаат вакви проекти и ние сите ќе дадеме сестрна поддршка за да успее доколку вие се одлучите да бидите да влезете во овој процес. Ајде негде таму во текот на летото или крајот на летото 24-та, ние четворицата партнери проживме рака дека влегуваме во овој процес. Негде ова време лани почнавме со, накратко ќе пројдам низ процедуралниот дел, почнавме со трансформацијата во АД, таа беше завршена некаде во ноември и после тоа забрзано спревивме тоа барање до Комисија за хартија од вредност, барање за дозвола за таа иницијална емисија на хартија од вредност. Целиот тој процес негде до барањето за дозволата беше поднесено во февруари месец. Значи, ајде, ова го зборувам за да нема да навлегувам нормално во технички детали околу сето тоа што треба да се спреми, но кога имате одлучност, да речем за 6 месеци, вие може да, негде од прилика период, од моментот кога сте одлучиле да влезете во овој процес, за 6 месеци некаде можно е да го поддадете барањето до Комисија за хартија од вредност, како орган кој мора да даде дозвола за таа емисија. Океј, тука запна работата, зошто? Знаете сите дека комисијата беше обезглавена, да речем, под наводници, нели, одреден период, додека се избра нов председателка на таа комисија и така натаму, изгубивме некој ради временскиот период во годината, еден драгоцени 2 и кусур месеци. Не се тамо негде при крајот на мај го добивме, конечно ја добивме дозволата за емитување на овај, на 25 јуни тргна целиот процес, траеше до 25 август, во рок кој ние го определивме уште во барањето, кој можеше да биде и различен, но едноставно планиравме да сето тоа се одвива во текот на пролета, а не во текот на летото. Океј. Процесот заврши така како што заврши, неуспешно, со околу 3,5% продадени акции од емитуваните, минимумот беше 60%. Што да кажи човек? Еве, како аутсайдер, човек кој тотално немал врска со берзанско работење во Македонија пред да почне овој процес, кој не е контаминиран под наводници од сите тие текови, можам да кажам дека едноставно темата беше промашена. Дека нема апсолутно минимум услови за да ова тема биде успешна во овој момент. При тоа земам во фактор многу работи. Од кога тргнавме во целиот процес, барањето нели беше поднесено, па дури таму негде пред одобрувањето и од како беше одобрено, луѓе сугерираја. Де сменете евалуацијата, де немој во лето да одите, де не знам, ви треба прво инвестицијски фонд кој, како што кажав, го нема во Македонија, па после да излезете на берза и така натаму и така натаму. Пак основната предпоставка и она што тргнавме е дека требаше и јадници, помали инвеститори да вложат во глеј, на тој начин, да речем, да го дисперзираат и самиот ризик, а нас па од друга страна да ни створат доволно средства за да ги
реализираме нашите планови. Наместо јадници се сведе на десетици. Сега, во тие некои измеѓу разговори таму, јас дознавам конечно кој е тој ричот, вкупниот рич. И дознавам дека лани, на најуспешната година во последен период на македонската берза, истргувале едва 3.500 различни физички или правни лица, да речем, воопшто. Значи, вкупниот промет ланскиот на берзата бил направен од 3.500. Тоа го дознав покасно и фактички, кога имате вкупен рич од 3.500, е тешко да убедите 1.000, нормално. Никој не може да убеди пола од... се тоа сега води до... Јас сакам да бидам позитивен, да сугерирам што всушност треба спрема мене да се направи за да понатаму неаме следно неуспешна IPO. Значи, прво треба подигање на свесноста на граѓаните. Видите, овие 3.500 треба да се направат десетици илјади. Ова има логика. Тоа може да се направи знаеме како. Значи, прво треба да се направи една многу по-сериозна кампања. Ние бевме и сме премали за да ние спроведиме некоја кампања поголема државна, да кажам, за да ја дигнеме свесноста и да му објасниме на луѓето што значи ова и како значи и така натаму. Втора работа, имајќи во предвид дека има многу, од тие неколку десетици, може би пола беа кои никош не тргувале на берза, па ајде Атер за нас ги спроведува таа првична процедура. Значи, таа мора да се упрости. Купувањето дали е на акции, дали е на, не знам, FMCG продукти и така натаму, се одвива импулсивно. Така дојде светот. И мора да му се обезбеди на луѓето, тој првичен чекор за членување во берзата да биде поедноставен, да се работи можеби одреден период на тоа, значи да се зачнат што повеќе луѓе, да се инсталира апликацијата, понатаму, има македонска берза некаква апликација за тргување, но тој првичен чекор е голема исто препрека. Некој ќе се убеди, може би 500.000 евра би вложил во ова, но самиот тој чекор дека сега треба да додам со некој брокер да контактирам, па и така натаму, значи тоа законски измени, тука моја сугестија треба да се направат и тоа да се поедностави, заради тоа што имаме десетици илјади кои тргуваат на странските берзи заради биткоини и така натаму, тоа го прават од нивниот мобилен телефон. Тоа е втората работа, што спрема мене треба да се направи, и такви некои сега технички ограничувања од типот, дури имавме, се јавуваа некои луѓе, па како не можам да купам? Има апликација и не може да купи. Можело само од 12 до 12,5 да се купи. Тоа е како да кажам сега, голема препрека. Мора тие технички измери да се направат и да се инвестира, да се помагаат тие што сакаат да излезат, за да спроведат што поширока кампања за да се дига свеста на луѓето. Теоретски пак ќе кажам, не е незамисливо да соберите нашите предпоставени нешто под 2 милиона од 1000 луѓе по 2000 евра или од 2000 луѓе по 1000 евра, не е незамисливо имајќи во предвид дека, не знам, 6 милиарди колку викаат седат под перница или на штедни сметки и така натаму. За тоа треба повеќе да се изгради културата и да се зголеми довербата, да кажем, и во македонската берза и во македонските компании. Другата работа е исто на секој следен што би пробал ова, би го советувал да проба да ја обедини целата финансиска заедница, заради тоа што и тука удривме во еден зид.
Едноставно има таму некои конкурентски, меѓучовечки односи кои, да кажем, грото од тие кои викаја да, ова е интересно и ќе го поддржиме, на крајот не го поддржаја. Дури и обратно беа тотално незаинтересирани за ова. Тоа е од прилика и еве уште една позитива, да кажам, во целата работа, па имајќи, да речем, како последица на целата кампања и раздвижување што го направивме, па се јавија минимум 2 субјекти во моментот со кои сме во преговори за инвестирање, од кои се едните веќе и во една, да речем, средна фаза целата работа. Така да јас ги охрабрувам сите компании кои ги исполнуваат тие 2 услови, да речем, да ја споделат собственоста и за транспарентно работење, да го поминат процесот, но претходно, пак ќе кажам, треба една поширока поддршка на целото ова и се надевам дека во скоро време ќе имаме успешна IPO во Македонија. Поздрав до сите!